Во услови на економска криза, денеска на градскиот пазар во Кочани на секоја тезга се забележуваше пораст на цените на земјоделските производи. Од пазар на пазар земјоделците и производителите ги качуваат цените, бидејќи како што велат тие и цените за ѓубрива се покачени, па немаат сметка да ги продаваат по истите цени од претходните пазари. Килограм компир прва класа се продаваше по цена од 50 денари, што за купувачите и за производителите е поскапо во споредба со претходните пазари, но е резултат на покачените цени за производство. Цените се си скоро како другите пазари, овај пазар цените не се покачени, дури на некои производи може да има и намалување, ама претежно со секој пазар цените се исти моментално овие 3-4 пазара. Компирите се продаваат, имате компири од 20 денара до 50 денара, ова е компир планински од небојани, а компирот таа му е цена скоро секаде по пазарот, таа е. Тоа разликата е у класата, у квалитетот на големината на компир у класата. Тоа е целата процедура, друго нема ништо. Компиро е агрија кај мене, сега на други места што има, која има ги повише семиња, кај мене агрија, планински компир, а цената заради тоа е, заради класата, не за друго. Производството оваа година е многу добро, само пласман нема. Со пласмано е тешка работа. Па нема извоз, нема на никаде ништо. И сега цената моментално не е кој знае која спрема ѓубрето и тоа не е кој знае колку висока, ама да има пласман и да можеме ние можеме повише да произведеме, ама да имаме пласман и одма да го продадеме. А ние овака го продаваме и таа е целата процедура. Сега малку се жалат, ама што да правиме ние кога ни качија ѓубривата, препаратите се качи, нафтата се качи, за да идеме да ги произведеме догоре, да се врне многу скап трошок на нас. Затоа е скапо и производство. И раноградинарските производи се со покачени цени, па затоа граѓаните купуваат во помали количини за разлика од претходните години. За волја на вистината мора да ви кажеме дека малку е слабо овој пазарен ден, иако е малку парадоксално, но вистината е дека скоро пензионерите ја зедат својата заслужена месечна пензија, меѓутоа према тоа што е скоро е зедува пензијата некако слабо е, инаку обично располагаме со квалитетни градинарски производи кои изобилуваат со органски карактерси, бидејќи користиме едни сме од ретките кои користиме органски ѓубрива, без хемија, без пестициди. Меѓутоа, за жал, џебот на нашите потрошувачи, како пензионери, така и останатите граѓани е се поплиток и поплиток. Се чини огромната девалвација на денарот, околу 20% си го чини своето, си го зема својот данок и мораме да признаеме дека е осетно слабо, бидејќи, како што реков, џебот на нашите сограѓани е се поплиток и малку имат, за жал, пари за да се возможат да купат раноградинарски и градинарски производи кои изобилуваат со добар квалитет. Цените речиси се во еден минимален благ пораст во однос на рапидно зголемите производствени трошоци, ѓубрива, семенски материјал, заштитни средства, кои се речиси 300% зголемени, а цените се минимално зголемени во однос на ланската година. Еве, например, салатата е 25 денари, магданозот е 15 денари. Тоа се речиси лански цени за овој период од годината. Спанакјот е 25 денари кесето, тоа е пола кило. Зелката е 15 денари и млада кромичи 15 денари, имахме млада лукче 20 денари. Значи цените се речиси лански, а како што реков, инфлацијата 20% и 300% зголемени производствени трошоци. Доколку продолжат овие високи цени на производство на земјоделски производи, може да се случи за година-две и да нема што да се купи на градскиот пазар, бидејќи, како што велат земјоделците, одгледувањето на земјоделските производи станува се по неисплатливо.